Археолошки локалитет Марта, село Зовиќ. Во археологијата, железното време се однесува на појавата на металургијата, а појавата на железо се совпаѓа со други промени во некои култури од минатото, честопати со пософистицирани земјоделски практики, религиозни верувања и уметнички стилови. Железото долго време се користело за изработка на оружје, додека бронзата останала типична за алатките, како и во уметноста. Во средноевропска смисла, означува време на стабилизација после егејските преселби и формирање на палеобалканските народи и племиња, што се манифестира во широко единство на културниот материјал. Оваа епоха има посебна важност во издвојувањето на регионалните етногрупи, следењето на нивните генези, а исто така во разработувањето на нивната фина хронологија, што овозможува целосно следење на историскиот тек. Железното време во Македонија е поделено на 3 периоди. Железно време, прв период, од 1200 до 900 година пред новата ера. Железно време, втор период, од 900 до 700 година пред новата ера. И железно време, трет период, од 700 до 500 година пред новата ера. При крајот на 6 век пред новата ера, најголемиот дел од Македонија, пред се, го губи праисторискиот карактер во материјалната култура. Територијата, наоѓајќи се во централно-балканскиот регион, не представувала географска, културна, етничка средина, која била затворена и изолирана. Истата трпела влијание од другите културни групи, од соседните простори. Долините на Вардар и другите реки представувале особена комуникација меѓу север и југ, тоест помеѓу Средна Европа и Егеј. Во атарот на село Зовиќ, на местото викано Марта, во 1963 година, за време на рекогносцирање, затекнати се 2 неодамна отворени гроба, масивни и солидно градени цисти. Во едниот гроб е најден сад со боени орнаменти, а во другиот е најден дел од железно копие. Марта е евидентирана како археолошки локалитет, некропола од железното време, период 1. Ридот Марта од секогаш привлекувал внимание и будел мистични и митолошки приказни кај локалното население, како место со присуство на виши сили или чудесни појави. Не е случајно ни името на Ридот Марта, кое се поврзува со ксантичкиот култ на Марта, поврзан со будењето на земјата и раѓањето на пролетта.